И во вториот квартал 2016 година, по извршувањето на буџетот, имаме слаба реализација. И тоа приходите се со реализација од circa 39%, а расходите се со реализација од circa 28%. Оно што заклучува е слабата реализација на капиталните расходи, посебно на ставката 482. Во оваа ставка други градежни објекти спаѓаат изградба на улици и патишта, реконструкција на улица и патишта и автопат, изградба на мостови, изградба на пречистителни станици и колектори, реконструкција на пречистителни станици, изградба и реконструкција на капацитети за водоснабдување, изградба и реконструкција на капацитети во енергетиката и се друго, што значи подобрување на животот на битолчани, развивање на битола. Но оваа ставка е со катастрофални, со реализација катастрофални 21%. Овде мора да нагласиме дека во вториот квартал имаме и реализација на кредитот од повеќе од 90%, негде над 90 милиони денари. Значи и со задолжувањето, власта предводена од ВМРО ДПМН не успеа да постигне позначен ефект, не успеа да развива битола, а тоа е како резултат на ден домакинското работење на власта предводена од ВМРО ДПМН. Во буџетот на приходната страна имаме ставка, односно подставка 718-127, надоместо кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б интегрирана еколошка дозвола на општината, односно на градот Скопје. И овде, во ова подставка, во вториот квартал и наназад, имаме предвидено многу малце пари, 10.000 денари, а реализацијата е 0. Процентално имаме 0 денари. Премења се овде имаме еден водич и начин за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола, составен и направен во основа на Законот за заштита на животната средина. Имено, доколку некој сака да стопанисува со одреден објект кој што врши загадување на околината, читајте или сватете, доколку некој сака да го работи каменоломот во близина на општина Битола, тогаш треба да поседува Б интегрирана дозвола. За да имаме дозвола, Б интегрирана еколошка дозвола, потребно е да се поднеси барање. При поднесувањето на барањето треба да се уплатат средства во општината на општина Битола. Понатаму, доколку имаме добиено барање на некој оператор, односно на фирма за да стопанисува со каменоломот, треба годишно за поседувањето на таа дозвола да плаќа пари во општината Битола. И третата ставка по основ на поседување на Б интегрирана еколошка дозвола, која што треба да ја плаќа фирмата која што го работи каменоломот, е за редовни инспекцијски надзор. Исто така, при поднесување на барање за добивање на Б еколошка дозвола, според Законот за заштита на животната средина и според водичот кој што е изготвен за добивање на истата, мора да биде вклучена и јавноста. Што значи дека јавноста, општината Битола мораше да најде начин, доколку некој поднесе барање за добивање на Б интегрирана дозвола, да извести јавноста и по истата да треба да се дебатира. Сега, ние во општина Битола, во буџетот на општина Битола, гледајќи го вториот квартал, гледајќи го и првиот квартал и многу квартали назад од претходните буџети, општина Битола нема добиено пари по основ на поднесено барање за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола. Општина Битола не добива пари во буџетот на општина Битола годишно за поседување од некој на Б интегрирана еколошка дозвола. Општина Битола не добива пари за вршење на редовен инспекцијски надзор кај фирма која што поседува Б интегрирана еколошка дозвола. Значи сега овде, почитувани представници од ВМРО ДПМН се постава прашањето дали каменоломот кој што работи во близина на општина Битола има Б интегрирана еколошка дозвола, а не ги исполнува финансиските обврски према општина Битола, или власта предводена од ВМРО ДПМН или поединци од власта предводена од ВМРО ДПМН премолчено и потајно му дозволуваат на некој да работи без Б интегрирана еколошка дозвола и со тоа да се загадува уште повеќе воздухот во општина Битола кој така е загаден.